Дали некогаш сте слушнале за клисурата Камник? Тоа е една интересна мала, ама долга клисура која вреди да се посети, ако сте подготвени за мала авантура во недопрена природа. Таа се наоѓа во близината на Штип, во подножието на планината Плачковица, а припаѓа на општината Карбинци. Најблиско населено место до клисурата Камник е селото Радање. Ако дојдете од правецот Свети Николе, пред Штип треба да се одвоите во десно, на втората раскрсница кон Кочање. По неколку километри доаѓате до селото Долни Балван, каде вртите десно и на следната раскрсница лево кон Карбинци. Го поминувате селото Таринци и по неколку километри има раскрсница за село Радање. Во селото вртите десно и пристигнувате до големата селска чешма. Тука можете да се наполните вода, затоа што понатака нема да најдете вода за пиење. Кај чешмата вртите лево и возите по земјан пат. Ве очекува сув прашинаст пат. Некогаш овде течела голема вода, а реката се викала Радаинска река, зашто сведочат неколкуте брани кои имале намена да ја забават брзината на водата. Сега реката има вода само во пролет. На некои места возите и низ песок, како да сте во пустина. По поминати околу 5 километри, пристигнувате до оваа табла, која прикажува друга планинарска патека. Поминувате поред неа, од десната страна и по 100 метри можете да ја паркирате колата. Нема обележен паркинг простор. Практично се паркирате во коритото на реката. Од тука ја започнуваме нашата прошетка. На почетокот се движиме низ рамен и широк терен, кој понатака се стеснува во клисура низ кој порано течела Кошевска река. Името доаѓа од селото Кошево, во чија близина извира реката. Таа е планинска река и има вода само во пролетните денови. Во летниот период таа е пресушена. Се движиме по коритото на некогашната река, која на почетокот е широка неколку метри, а понатака се стеснува. На некои места не е можно движење по коритото, поради паднати дрва или големи карпи, но затоа има патека низ шума која е паралелна со коритото. Патеката отпрвен е на десната страна од Сувиот дол, а потоа преминува од левата страна на Сувиот дол. Како што може да видите, по Сувиот дол не може да се пешачи, затоа што има многу камења, карпи, дрва. На некои места има и мал поток кој се појавува и се губи без трага. На неколку места расте дива малина, која е многу вкусна во крајниот летен период на годината. Полека навлегуваме во клисурата. Може да се видат големите камења кои ги носела водата. Понатака, може да се види како водата резбарела низ карпите, каде дното е мазно, но станичните карпи се со интересна форма.
Тоа се плочести карпи кои под налетот на силата на планинската река се искршени во форма на запци. Навлегуваме се подлабоко и подлабоко во клисурата. На некои места тешко се поминува, па затоа е потребно да имате добри патики или чевли за планинарење. Инаку, името на клисурата доаѓа од истоимениот врв Камник, кој е висок 876 метри и од кој има одличен видик на целата околина. Овде можеме да видиме како водата направила тесен канал, кој е едва 1 метар широк, а неколку метри во длабочина, со мазно дно како тобоган. Вакви тесни канали може да се реднат повеќе низ клисурата. Ширината на клисурата е променлива и на места е широка неколку метри, а на неколку места одвај се поминува. Висината на клисурата е неколку десетици метри и тешко може да се слезе од незе поради стрмните страни. Сепак, најинтересни се тие стрмни ѕидови кои се во различни форми. Ова е едно од најтесните делови од клисурата, каде ширината е помала од 1 метар, а истовремено има и дупки или така наречени лонци, кои се оформиле од вртлозите што ги правела водата и кои како бургија бушат надоле во карпата.
Интересно е дека најверојатно нема да сретнете други посетители во клисурата. Ова е едно од најмалку посетените места низ Македонија. Клисурата е долга околу 5 км. Јас успеав да поминам околу половина од незината должина и поради тоа што веќе беше тосна попладне, решив да прекинам и да дојдам повторно некој друг ден за да поминам целата клисура. Останувам изненаден од прашањето. Колку ли вода требало да помине, со која сила и колку ли векови за да природата направи вакво резбарско уметничко дело? А сега нема капка вода. Мислам дека ова е доволно да ве испровоцирам, да ја посетите оваа интересна клисура, да го поминете денот во природа и пластичните шишиња за вода да си ги вратите назад во ранецот. На крај, да спомнам дека во близина на ова природна убавина се наоѓа и археолошкиот локалитет Баргала, кој исто така вреди да се посети. Ако ве интересира што може да видите на овој локалитет, посетете ја веб страната macedoniafromabove.mk/Bargala.